32 години се занимавам, ваква криза немаше дури 2001 година која беше војната. Дури од војната имало пострашно. Значи болеста страшна работа излезе. Речиси не постои кумановец кој не слушнал за фотографот Јован Арсовски кој со својот апарат ги забележува најубавите и највеселите моменти. Бизнисот во кој вложуваше со години е пред колапс. Судбината ја делат и останатите фотостудија од Куманово. Соочени со економската криза предизвикана од пандемијата, тројца фотографи веќе ставија клуч на своите дуќани. Арсовски за сега не размислува за вакво нешто, но посочува дека работата значајно им е намалена, па без прослави и традиционални училишни фотографирања нема профит. 90% е падната работа. Тоа што е сега е стварно минимално. Дори ни се случува денови не може да направиме воопшто промет. На почетокот беа затворени дуќани и тогаш примивме од тие мерки, но тоа е многу малку затоа што ние немаме само плати, имаме и придониси, имаме кири, имаме додатни давачки. Дека фотостудијата се на работна екзистенција потврдува и фотографот Абил Адеми кој повеќе од 30 години го издржува своето семејство од приватниот бизнис. Вели остануваме без леп, а надлежните не веруваат дека има денови кога дуќанот го затвораме без еден денар. Имаја сам, да кажеме, 2013 пожар на дуќанот. Сега повеќе имаме проблем него тога што сме. Зошто? Имали сме проблем, да кажеме, имали сме пожар. Али веќе сме почнали исти вечер да снимаме свадби и да работиме. Повеќе фамилија живееме, да кажеме, од свадби, од сликање, од снимање, да кажеме, на тоа. Ова и да кажеме што забрането и за рестораните е лошо, и за пеачите, да кажеме, и за камерманите наши радници што сме били, да кажеме, на свадба и на тоа. Зошто? На една свадба сме ишли тројца радници или четворица. И свак земал по една дневница, колку толку дневница. Кумановските фотографи посочуваат дека не бараат милост од државата, туку мерки со кои ќе им се овозможи да работат. Велат кога можат банките и маркетите, зошто да не работиме и ние согласно протоколите.